Ако се направи една паралела на вложувањето, односно инвестирањето во машкиот и женскиот ракомет во Македонија, тогаш дефинитивно вложувањето од аспект на финансии кај машкиот ракомет се значително поголеми. Ова беше едно од прашањата кое го дискутиравме во спортскиот магазин Трибина со тренерот на ракометниот клуб Астибот Штип Дејан Величков. Секогаш сум се прашувал зошто е тоа така, што еве јас сум машко, но работам во женскиот ракомет и сакам да го развивам женскиот ракомет и никогаш не сум доаѓал до одговор и ми е било чудно зошто така. Еве, тоа е така зашто се инвестира многу повеќе. Значи, многу повеќе се инвестира во машкиот ракомет. Да, машкиот спорт е доста популарен, зашто еве во спортот, нели, тоа е од давнина, машките се подсврсти, појаки, секогаш биле од старо време дека тие треба да спортуваат, да бидат доминантни, но сега со самиот текст, со самиот развој на светот, дека тоа веќе не е така, дека треба да се вложува и да има таа родова еднаквост, застапеност како во машкиот спорт и во женскиот спорт, инвестициите да идат напоредно. Кај машкиот ракомет веќе имаме екипи кои имаат по 10 пати поголеми буџети во однос на женскиот ракомет. Високи буџети имаат Алкалоид, Евроформ Пелистер, Вардар Охрид, секако и другите екипи како Бутилотик Вешно и останатите екипи, кои покрај тоа имаат и значително подобрени услови за работа, за тренинг. Сега е, еве ќе кажам, во Македонија, во државата, но и во општината, ние, ако го поделиме буџетот што го добиваат машките клубови, сме 1/10 од буџетот на општините. Значи, со тоа самото кажува зошто е тоа така. Пред се не велам дека само е тоа, него треба и ние тие што работиме во женските спортови, треба да јас секој сум велел и во федерација и со колегите да имаме своји трибини, да ги најдеме негативностите, да ги искажеме, да ги ставиме на хартија, да ги извадиме и да ги согледаме и да работиме на тоа за подобрување. Зошто само на тој начин можеме да напредуваме кога ќе согледаме негативните работи. Вложувањето кај бизнис секторот во машкиот ракомет е значително поголемо, а тоа секој влие врз квалитетот и на самата Суперлига во однос на женскиот ракомет.